измените на висината на казните за членовите 353 и 394, што е најдобар доказ дека тоа што го зборувам е вистина и е најдобар доказ дека ова е обид за мека амнестија со цел побрзо застарување на кривичните дела кои што се сторени со злоупотреба на службена положба и овластување, односно со местење тендери. Тоа е првата работа што сакам да ја кажам. Втората работа што сакам да ја кажам е дека малци лична е. Јас сум бил пратеник на власт од 2006 до 2016 година, а политика ја пратам од како знам за себе. Вакво посипување со пепел, вакво уништување сам себе, немам видено, ова ќе биде за во аналите на македонската политика, како една власт дозволила да самата себе се понижи. Луѓето кои што кариери изградија на приказната нема правда, нема мир, ќе си лежите, ќе одговарате и така натака, ги менуваат двата клучни членови по кои што сите ги гонат, кои што тие рекоја дека ќе одговараат, зошто за тие идно да не одговараат. Значи, ваков страф од правда, вакво бегање од правда е епско и досега немало и мислам дека нема да има. Суштината е многу едноставна. Мека амнестија. И затоа на овој начин се носи законот, на крај јавноста ќе цени, секој работи и за својот кредибилитет и за својот образ, ама јасно е дека стравот е голем од одговорност и од идните утрешни процеси во кои што ќе се отвараат многу криминали на оваа власт. Благодарам.